Подготвени сме за оброкот на денот, а во денешниот случај ќе се задржиме малку повеќе за важноста на витаминот С во нашиот организам, начинот на кој што ќе се внесе, при тоа да се искористи онака како што треба или максимално, и ако зборуваме за тоа како и на кој начин го внесуваме, дали преку овошјето и зеленчукот кој што содржат витамин С и нивната комбинација, дали суплементацијата тука е особено важна или може да се направи и комбинација од двете. Ако добро го кажав ово и ако добро го разбрав тоа кое што пред малку ми го кажа Цвета Динева, која што е наша денешна гостинка. Цвета, добро ни дојде. Добре ве најдов. Еве баш убава, нели, тема така, лежерна тема, без некои трауми кои ќе се објаснува, така да еве, гледај кој колорит на бои и сите овие што ги гледаме тука плодови пред нас содржат во себе природен С витамин, врзан како минерал, не како аскорбинска киселина, која што ја пиеме со таблети 1500 канели. И сега тој С витамин што вообичаено го конзумираме, многу брзо излегува од нашиот организам за 2, 3, 4 часа, преку дишењето, урината, кожата и така натаму. И не добиваме нешто многу како подкрепа, како бустер во однос на нашиот имунитет, во однос на она подмладување на клетките и така натаму. Добиваме, но не толку, не доволно. Посебно за луѓето што имаат одредени заболувања, луѓе кои што патат од анемија, од слабокрвност, луѓе кои што се повозрасни како мене и моја генерација и постари и помлади од мене, значи луѓе алкохоличари, луѓе кои што трудници и така натаму, кои што имаат малку повеќе потреба од зголемување на нели одбранбениот механизам, сите тие треба и суплементација да земаат во своето секојдневие, дури ако не секој ден, барем секој втор ден, преку еден ден. И сега што е работава денеска, што ќе правиме ние? Јас ќе правам еден напиток тука, кој што нема да биде аскорбинска киселина, како што се таблеткиве што ги земаме, туку ќе биде натриум аскорбат, односно минерална форма на С витамин, кој што се усвојува околу 70 до 80% во нашата клетка и има трајност скоро 24 часа. Не така лесно излегува од нашиот организам. Постои и липосомален С витамин, кој се во одредени аптеки, веќе во Скопје го има и повеќе од 2 години. Значи, тој пак исто така има свој предности во односи на обичниот С витамин и во однос на натриум аскорбатот, но тој ќе си го купат во аптеките. Задоволително ова што ќе го кажам и многу здраво нешто, освежувачки напиток, кој што може во утринските часови да се земе на работа кога се оди во шишенце стаклено, си го чуваме напитокот, си го носиме на работа, една убава ваква овошна салата ќе си ја подготвиме од дома, или доволно е некој од овие овошје така да се изедат на работа и со некои јатки, овој пат сум зела обични ореви наши, македонски ореви, така да имате еден комплетен ланчтајм, односно појадок на работа, да не мора да се тапчат секој ден со пици, со хамбургери, со буреци, со... Значи, дајте еднаш освестете себе луѓе. Па на вистина, да не случајно ова нема поддршка, не дава на нашиот организам, дава. Комплетно. А тука може да се додадат и урми, и што знаме, се што е сега сезонско како овошје, плюс урмите, сувите смокви, суво грозје, не знам, сувисливи и така натаму, суво овошје, сочно овошје, јаткасто овошје. И еве ти 3 оброка вакви на работа или барем 2 во рамки на работната недела, многу голем придонес за сопственото здравје и сопствениот имунитет. Ајде да работиме. Така е, ајде да работиме и ќе работиме и ќе зборуваме. Јас сум тука за да... Ама мора вовед ваков еден да дадам назначение. Имам јас чинија овде. Ти почни сега да ми ги сечеш лимоните. Ајде. Ова ќе биде, еве ти, нож сум ти се. Добро. Се е подготвено. Значи, тоа кое што го спомена за
тестото, односно за бурекот кој што е за многумина прв избор, веројатно тоа се некои навики, традиционални навики кои што традиционална не би рекла, лоши навики. Па добро, се бурекот нели обично кога ќе дојдат ама некогаш туристи сакаат да пробаат македонски традиционален бурек или не знам некоја пита нешто. Тоа не треба да значи дека секој ден треба да земе. Дај да почнеме со работа. Ова е С витамин во прав. Значи тоа е фактички аскорбинска киселина. Она што го зимаме преку таблетките. И има pH, да не заборавам, кисел. Околу 3. Добро. А ние нашиот организам страда од киселост. Болестите се јавуваат во организмот тогаш кога киселиот pH фактор надвладува. Ова е С витамин во прав, еве ставам, значи не сме метал да има за да не оксидира. Ставаме едно лажиче тука и едно лажиче дрвена или со овде. пластична лажичка? Дрвена, каучук, ова е екопластика за деца со овие пластични лажичиња. Значи еве ставив по една лажичка од С витаминот. Ова е сода бикарбона, најпроста сода бикарбона. Живо бадијала. Значи 2:1 треба во полза на С витаминот. Затоа ставам само пола лажиче од содата бикарбона. И овде, и овде. Сега, овој напиток ќе го правиме малку појак. Ова е куркума во прав. И куркумата во прав кога ја додавам, веќе правиме напиток одличен за артрозни заболувања, артрити, за коскениот систем, за кожата. Уште поширок спектар на дејство има за нашето здравје. Значи куркумата си е една од супер храните. Значи со куркумата го надополнуваме бенефитот од овој. И сега многу интересно, ова е бибер, така? Да. Јас ќе ставам и вака бибер малку. Зошто ставам бибер малку? За да го зголемам дејството на куркумата за повеќе пати. Значи, го поттикнува биберот дејството на куркумата да биде уште посилно, да ни дава повеќе бенефит. Сега многу внимателно одиме. Помалку ќе ставам од цеден и од лимон, што е нели природна форма на С витамин. Човек од него создава С витаминот во својот организам. Сега ќе причекаме, значи, малку. Ова да внимателно, да не ни отиде пената над ова. Чеки сега уште малку. Ај уште еден срце си лимон. Ајде. Ај молим те. Само седалката ќе ми треба. Сега одма ти ја давам. Не, ти ја давам, готово. Ставив и ова се. Ќе си ставиме и лимон, да речеме кој сака, може плюс портокал цеден да додаде. Мислам, немам ништо против, ама оние што имаат со коските проблем, подобре портокал да не ставаат. Значи, С витаминот, кога го добиваме сега натриум аскорбат, сега pH факторот не е 3. Сега веќе 7,6, 7,8 во комбинација на аскорбинска киселина и ово го зажолтив со лажичето, ама добро, не е страшно. Добро, разликата е со или без, значи тука имаме само... Браво, супер. И да почнеме да ја сецкаме салатата. Салатата, да. Тече времето. Добро. Еве бананите почни. И сега јас ќе доставам вода со внимание да не ми отиде, пак ќе кажам, нагоре пената. Некаде до тука ќе ставам. Иако веќе мислам дека сме санирале. Да, и јас мислам дека веќе готово. А ова не мора да се испие вкусен наеднаш, напиток. така ова може да се пие во текот на денот. Да, во шишенце можеш да носиш стаклено шишенце. Ама да не биде пластика, да одбегнуваме пластична амбалажа се и иако вода имаме, повеќето во пластика. Во пластика, така. Купуваме, тоа е тоа. Многу од нас се навикнати на класичен суплемент на витамин С во форма на таблета и на шумече таблети. А веројатно ова е нешто кое што те треба 5 минути за да го подготвиме. Токму така. Начинот го знаеме. Така е. И комбинацијата на овошната салата која што овде ќе сервираме во лаважи. Нема да ги мешаме тука? Не ги мешаме, од озгора ќе ставаме затоа што се ова нежно да не ги
настиснеме да не ги оштетиме. Тоа е една Важи. убава колоритна свежа салата. Значи, С витаминот вака како натриум аскорбат го создаваат животните во својот организам. Сега, знаеш ли кој животно највеќе создава? Човекот порано создавал С витамин, но како почнал со, нели, да се бави со земјоделие и така натаму, со илјадници години ги изгубил ензимите кои се потребни за да се произведуваат С витамин во човечкото тело. Да. Сега, животно кое највеќе има С витамин создава во својот организам е козата. Зошто? Козата е најстресно животно. И бидејќи доживува стрес како одбранбен механизам е лачење на С витамин. И затоа викаат и докажано дека сировото, ке нагласам, неварено, термички необработено млеко од коза се користи во терапија и за најтешките болести кај луѓето, што е чиста вистина. Да. Докажано исто научно, пак ќе кажам. Да, секогаш сакаме да се потребни на науката, нели? Иако Точно и во така. пракса тоа кое што со искуството се гледа и се осознава, исто така е добре дојдено. Така. Сакам да кажам дека С витаминот може, значи, делува одлично на што? На се во нашиот организам. Прво на чистење на крвта. Го помага усвојувањето на железото во крвта од храната и имаме тука ја заштитува кожата, коските, мозокот и така натаму, што и да кажеме позитивно. Само луѓето што имаат високо железо, по некое наследство треба да го одбегнуваат С витаминот. Така е. И дозирањето сепак во консултација со доктор, со нутриционист, со фармацевт, со луѓе компетентни. Леле, штуава салата излезе, види ги боите. Одлична салата излезе, јас се убрзав, бидејќи ми кажа дека имам уште неполна минута, Добро. а не смееме да го преминеме времето, но ние сме посекако брзи и ефикасни во кујната. Можеме да ставиме тука нашата салата и да ставиме И оревчињата задолжително, еве комплетен оброк за работно време, околу 12 часот, и да се испие ваков сок, и ова е за двајца веќе јас чинам, и добиваме нешто одлично. Така, да се густира во текот на денот, да се пие исто така во текот на денот, да се освежуваме, да имаме доволна количина на витамин С во организмот и да бидеме здрави, но и да ги слушаме советите. Помалку бурек и тестенини се разбира, повеќе овошје и зеленчук, или како што би рекла Цвета, вода, овошје и зеленчук. Цвета, ти благодарам за денешното гостување и што практично вака имавме едно утринско освежување во утринската.